Во новото свежо издание на DigiPlus ке гледате. Конкуренцијата на X, односно на Twitter, веќе достапна за сите. Ке ви ја пренесеме и љубовната приказна како еден млад дечко преку ChatGPT ја запозна личноста на својот живот. Откриваме на кој начин А1 Македонија придонесува за дигитална писменост те нас. Дубај е првиот град во светот кој што лансираше летечко такси. И уште една приказна од Дубај, како иновативно се чистат висококатниците со дрон. А исто така ќе ви откриеме и кој е најмокниот дрон во светот. Сите овие приказни и многу повеќе во продолжение во денешното издание на DigiPlus. Голем поздрав и добродојдовте во новото издание на DigiPlus. Ве поздравувам од нашето дигитално студио и ви посакувам и денеска 30 на минути да уживате на Телма и се разбира со сите оние содржини кои што ги имаме подготвено за вас. Ќе биде интересно до самиот крај. Имаме многу новитети и интересни информации кои што веднаш почнуваме да ги споделуваме со вас. Twitter, односно X, доби конкуренција. Се работи за мрежата Blue Sky, која што сега е достапна за сите. Доколку сакате да станете дел од овие корисници кои што веќе се на таа мрежа, еве дознаете како. И повеќе информации за Blue Sky во продолжение. Blue Sky, кој се позиционира како ривал на платформата X, односно Twitter, конечно е отворен за јавноста. Ова значи дека веќе нема да биде потребно покана за да се најавите на Blue Sky. Откако Илон Маск го купи Twitter во октомври 2022 година, многу корисници изгубија интерес за оваа платформа. Со падот на интересот за Twitter, подоц на X, платформата Blue Sky и Threads беа промовирани како потенцијални алтернативи на мрежата на Маск. Blue Sky се појави меѓу првите и го искористи методот на покана за да се најави. Ова траеше до 6 февруари годинава. Сега Blue Sky објави дека платформата конечно е отворена за јавноста. Ова се случи откако Blue Sky речиси една година користеше само модел за покана. Веб страната TechCrunch објави дека Blue Sky пред ова отворање имало околу 3 милиони корисници. Спротивно на тоа, меѓу првите конкуренти на X, Threads има 130 милиони активни корисници, додека Mastodon има 1,8 милиони. По отварањето и достапноста на платформата за сите, Blue Sky веќе доби милион нови корисници во текот на само првиот ден. Денеска не можеме да го замислиме секојдневието без социјалните мрежи кои што ни помагаат, па и некогаш одмагаат. Но во секој случај, еве ви уште една која што можете да ја заследите, односно да се приклучите како корисник. Одиме сега на една друга приказна, нели во месецот на виното и љубовта, па ќе се посветиме на една приказна која што доаѓа од Русија, поточно за еден русин, кој што преку ChatGPT, односно со помош на оваа алатка, успеал да ја најде својата сродна душа, па дури да се вери со таа девојка. Како му успеало меѓу 5000 девојки преку социјалните мрежи да стигне до вистинската, оваа неверојатна приказна ви ја пренесуваме сега. Со порастот на популарноста на ChatGPT од почетокот на 2023 година, луѓето најдоа широк спектар на намени за оваа услуга. Еден маж на платформата X неодамна стана вирален откако објави дека користејќи ChatGPT за лансирање на Tinderbot, го поврзал со повеќе од 5000 жени на апликацијата и му помогнал на крајот да ја запознае својата свршеница. Александар Жаден е 23 годишен IT експерт од Русија, кој немал среќа во љубовта, па решил да ја препушти на вештачката интелигенција да ја најде вистинската девојка за него. Имено, Жадан открил дека со помош на ChatGPT филтрирал и анализирал дури 5239 профили на девојки за различни сајтови за запознавање, а вештачката интелигенција потоа ги анализирала податоците и ја избрала најдобратна партнерка за него. Во виртуелната приказна што ја објави на X, поранешен Twitter, тој објасни дека бил разочаран од неговото искуство на платформата за запознавање, како што е Tinder. Секогаш кога ќе започнал разговор со некоја интересна девојка, таа ја прекинувала комуникацијата. Тој заклучил дека таквиот пристап е само губење време и му наредил на ChatGPT да ги прегледа профилите користејќи различни филтри што тој ги специфицирал, како што се астролошки и религиозни референции и фотографии кои премногу откриваат.
Но потоа отишол чекор понапред и му напишал на ChatGPT да комуницира со избраните кандидатки и му требале 120 часа да истренира вештачката интелигенција за да разговара со потенцијалните девојки. Тој го направил ова со тоа што ги вклучил неговите претходни разговори со девојки, поставил валидација на одговорите и ги следел резултатите. ChatGPT му помогнал да отиде на 12 состаноци, а на еден од нив ја запознал Карина, неговата сегашна сопруга. Вештачката интелигенција го советувала да зборува за своето детство, родителите, целите и вредностите за да процени колку девојките се подготвени за долготрајна врска. Одев на состаноците, па проценував дали девојката ми одговара или не. Врз основа на искуството, правев рецензија, што ми се допаѓа, а што не, и ја додава во базата. Објасни тој, велејќи дека подоцна и признал девојката дека ја нашол користејќи ChatGPT, но дека на неа не и пречело и дека се уште се заедно. Ова е уште еден показател како во ова ново дигитално време, дигиталните алатки може да се искористат за најразлични работи, позитивни, љубовни, токму така. Одиме сега до А1 Македонија. Таму прашуваме на кој начин А1 Македонија се грижи за дигитализација на сите. Еве што добивме како одговор. Брзата трансформација и навлегување на дигиталните алатки во секојдневието неминовно ја наметнува темата за паметно и безбедно користење на технологијата. Сите возрастни групи се афектирани. А1 Македонија ги има одговорите на прашањето за важноста за дигиталната писменост и нивната вклученост во овој процес. А1 Македонија како двигател на дигитализацијата во нашата земја со себе носи одговорноста на паметно и корисно користење на дигиталните алатки. Токму затоа, пред 3 години во нашата корпоративна стратегија воведовме пристап на ESG, кој што всушност представува одржливо работење на нашата компанија. Ова одржливо работење подразбира дека ние во реализирање на нашите бизнис постапки, активности и цели, секогаш размислуваме на тоа како одржливо ние работиме. Овде се подразбира грижа за животната средина, грижа за дигиталната писменост на нашето население, нашите корисници, всушност заедницата. Понатаму подразбира баланс, родова еднаквост всушност во самата компанија, корпоративното управување и слично. Токму тука влегува и таа дигитална писменост како активност која што ние како компанија долги години ја спроведуваме. А1 Македонија е двигател на дигитализацијата во нашата земја. Компанијата се залага за дигитална едукација на различни возрастни групи, при тоа обрнувајќи особено внимание за нивната безбедност при користење на интернетот, а едукацијата се однесува од најмалите до највозрастните. Дигиталната писменост е важна за сите, од најмалите до највозрастните. Токму затоа ние имаме неколку иницијативи кои што ги спроведуваме во текот на годината, кои што ги покриваат повеќето таргет групи од населението. Пред се тука е активноста која што се вика Кликај безбедно. Интернетот не е само игра Кликај безбедно, која што ја спроведуваме од 2018 година во соработка со Министерство за образование и во соработка со Биро за развој на образование. Имено во склоп на оваа програма, волонтери од нашата компанија едуцираат четвртоделенци како паметно да го користат интернетот. Почнавме во 2018 и од тогаш до сега имаме едуцирано повеќе од 5000 дечиња во 54 училишта низ цела Македонија во 13 градови. Овие предавања за четвртоделенци, како што спомнав, ги одржуваат волонтери од нашата компанија, кои што со присуство на часовите на дечињата во училиштата ги едуцираат како безбедно да го користат интернетот, во смисла како да пребаруваат паметно, што се апликации, како да не оставаат свои лични податоци, картички и слично, се со цел подобро да го користат интернетот, а со тоа и безбедно. Следната активност која што ја спроведуваме веќе 2 години поред е Avon Academy. Тука во оваа иницијатива ги покриваме младите кои што се практично студенти во периодот на нивните студии, се однесува на деца, на млади, тоест извинете, од 18 до 25 години. И тука повторно наши вработени експерти кои што имаат дигитални вештини, заедно со екстерни експерти, одржуваат предавања во рок од месец дена на кои што на младите им се дава можност да дознаат, не знам, што е дигитален маркетинг, дигитално предприемништво, бизнис аналитика, се тоа она кое што во иднина би им помогнало подобро да изградат всушност својата кариера. Предавањата се одвиваат во канцелариите на А1 Македонија, а до сега имаме едуцирано 180 млади.
Третата активност која што ја правиме однеодамна, всушност е во соработка со Црвениот крст, каде повторно наши вработени волонтираат и се вклучуваат во најразлични активности кои што Црвениот крст ги организира, меѓу кои всушност е и дигитални едукации на повозрасните лица. Тука се однесува повеќе на едукација во смисла на како да се користи Word, PowerPoint, како да користат можеби социјални мрежи, се со цел да им се улесни функционирањето во ова денешно дигитално време. Амбициите на А1 Телеком Австрија групацијата за дигитална писменост е до 2030 година да се достигне бројка од вкупно 500.000 луѓе во сите оперативни земји на А1 групацијата преку иницијативи за дигитално образование, особено фокусирани на децата и младите. Искрено се надеваме дека А1 Телеком Австрија групацијата ќе ги достигне овие зацртани бројки, а со тоа и А1 Македонија ќе придонесе во што поголема дигитална писменост овде кај нас. Оно што го имаме после рекламите, одиме до Дубај да се запознаеме, поточно да го видиме летечкото такси, прво вакво во светот, а исто така ќе погледнеме и како тие со дронови ги чистат висококатниците. Ќе биде интересно до самиот крај. За многу кратко се враќаме назад. Добро дојдовте назад, го следите новото издание на Digi Plus и пред да продолжиме со содржините, само да ве потсетам во целост доколку нешто сте пропуштиле, можете да не проследите на YouTube Digi TV MK, нашиот канал официјален, а исто така и на Instagram и TikTok, нашите социјални мрежи, каде што можете да не станете пријатели и се разбира да искористите и некои од изненадувањата таму. Ке има изненадување и до самиот крај што се однесува до содржините. Поточно, одиме до Дубај. Од таму се пофанија дека се првиот град кој што воведува летечко такси. Сите детали ги имаме во продолжение. Обединетите Арапски Емирати во неделата потпишаа договор за лансирање на летачко такси, услуга до 2026 година. Дубај на тој начин ќе стане првиот град во светот кој ќе започне комерцијална електрична такси услуга за целиот град. Новинската агенција на Емиратите објави на платформата X дека воздушното такси Joby Aviation S4 е дизајнирано да прими пилот и 4 патници и има 0 емисии. Таксито со максимален опсег на летот од 161 км и максимална брзина од 320 км на час ќе ви биде на услуга во близина на меѓународниот аеродром во Дубај, во центарот на градот, Марина во Дубај и Палм Џумеира. Времето на патување меѓу меѓународниот аеродром во Дубај и Палм Џумеира, кое во моментов трае 45 минути со автомобил, според соопштението ќе се намали на 10 минути со летачко такси. Неверојатно и интересно ќе биде за сите оние кои што ќе патуваат во Дубај да можат да го искористат и ова прво во светот летачко такси. А како во Дубај се користат дроновите за чистење на висококатниците? Тоа ќе го погледнеме токму во продолжение, а исто така ќе се задржиме и на најмокниот дрон во светот кој што користи вештачка интелигенција. Останете со нас до самиот крај да ги проследиме и овие новитети од Дубај. Дроновите за чистење имаат една главна цел – да чистат површини кои бараат редовно чистење или за какви било потреби од типот на чистење. Тие се корисни бидејќи можат да бидат опремени со какви било млазници под притисок, прицврстени со довод на вода. Беспилотните летала се користат за најтешките места, како што се прозорците на високите згради, покривите и олуците. Овие дронови се користат и во земјоделството, во турбини на ветер, соларни панели и други соларни фарми. Бидејќи чистењето на прозорците на високите облакодери е ризично, високотехнолошката технологија на беспилотни летала може да ги елиминира сите фактори на ризик, бидејќи не ви се околности кои може да предизвикаат смрт и наместо тоа, професионално и прецизно ќе бидат исчистени сите површини. Има повеќе придобивки од чистењето со дрон, отколку што има последици, бидејќи технологијата секојдневно се подобрува и постепено се зголемува за да заштети време и животи. Целта на една од најпознатите фирми за таа намена, Echo Drones,
е новата технологија да придонесе во олеснување и достапност на сите површини кои не можеме да ги замислиме да се исчистат, како фасадите на зградите, но и голема примена на овие беспилотни летала во гаснењето пожар. Веруваме дека технологијата на беспилотни летала може радикално да го трансформира начинот на чистење на вертикалните површини, како што се фасадите на зградите, спомениците, семафорите, нафтените платформи и авионите. Продуктивноста на еден дрон се движи помеѓу 500 и 1000 квадратни метри површина на час. Ова го прави помеѓу 5-10 пати побрз од конвенционалните методи. Индустриите за чистење и заштита од пожари се подготвени за иновативна промена, бидејќи има малку иновации во просторот. Зборувајќи за мокните дронови покрај овие за чистење, ќе го споменеме во моментов и најдобриот интелигентен професионален дрон во светот за оперативна ефикасност Кобра, развиен за индустриите за надзор, безбедност и инспекција. Ова беспилотно летало, направено во Европа, е врвно повеќенаменско возило. Платформата е опремена со нанокомпјутер, подготвен за вештачка интелигенција, кој нуди голема флексибилност и бесконечна комбинација на конфигурации. Само квадрикоптерот комбинира 4 стратешки средства: интелигенција, мокност, поврзување и модуларност. Комбинира голем број технологии кои овозможуваат да се конфигурира за да одговара на секој тип на мисија. Ова се само дел од неговите карактеристики. Со носивост од 5 кг, дронот може да носи направени сензори, индустријски алатки и многу повеќе. Ова беспилотно летало може да лета до 55 минути без носивост и 30 минути со носивост од 5 кг, што овозможува подолги поефикасни мисии. Неговиот интегриран вграден компјутер, NVIDIA Xavier NX, овозможува развој на сопствени апликации за вештачка интелигенција, анализа на слики во реално време, откривање аномалија и многу повеќе. 4G, 5G, Wi-Fi и Bluetooth поврзувањето. Гарантира конекција дури во најоддалечените средини. Шифрирањето на подотоците AES обезбедува сигурна комуникација помеѓу дронот и далечинскиот управувач. Обликувајќи се со најсовремен систем за позиционирање со двоен GPS со вградена технологија RTK, добивате податоци прецизни со сантиметар. Го прави овој дрон еден од најмокните во своите перформанси. Секогаш е убаво кога презентираме како новата технологија се користи за убави, фини нешта, корисни во нашето секојдневие и во нашата работа. Но не секогаш е така, за жал, посебно со овој моќен дрон кој што веќе лета во оние завојувани земји. Овдека завршуваме со денешното издание на Digi+. Ќе ве поканам на социјалните мрежи да се дружиме таму до следната недела и новата премиера, каде што ќе ви подготвиме исто така интересни информации на Телма телевизија, се разбира поврзани со дигиталниот свет. Имајте убав остаток од денот и секое добро.